Кратки најави за денешните настани. Обилните врнежи го подобрија водостојот на Охридското езеро, но според експертите драстични флуктуации на нивото имаат негативно влијание. Охридската планинска спасителна служба подготвена за престојната зимска сезона. И ти можеш да бидеш хероина, работилница за учество на жените во волонтерски противпожарни активности. По убиството на националната гардистка, Трамп ја затвара Америка за мигрантите од третиот свет. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура до 7 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, врнежите од дожд ќе престануваат. Преку Западна Европа се движи активен фронтален систем кој носи обилни врнежи од дожд и засилен ветер во Северна и Западна Европа. Централна и Источна Европа остануваат под влијание на антициклон, носејќи стабилно, суво и постудено време. Под влијание на циклон кој се наоѓа на Егејското море, во јужните и источните делови на Балканот се очекува нестабилно време со врнежи од дожд. Во централните делови на регионот, вклучувајќи и Македонија, се очекува стабилизација на времето. Во Македонија во сабота во утринските часови врнежите од дожд во источните и југоисточните предели ќе престанат и во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува до умерен северозападен и североисточен ветер. Минималните температури ќе се движат во интервал од -3 до 5 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 3 до 13 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува до умерен северозападен ветер. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 9 степени. Во Охрид во недела и понеделник по студеното утро со температура од 1, односно 0 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална температура од 9 степени. Во вторник претежно сончево време со појава на локална облачност, но ќе биде ветровито и студено. Утринската температура од 1 степен, додека пак максималната дневна ќе достигне до 10 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Бидејќи кога ќе си подадеме рака, никогаш не сме сами. Сава осигурување.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Обилните ноемвриски врнежи за 10 дена ја подобрија хидролошката состојба на Охридското езеро. Зголемениот водостој за момент носи олеснување од алармите за драстични повлекувања на езерото, но според експертите за животна средина и наглите зголемувања на нивото во краток период имаат негативни влијанија врз кревкиот екосистем на езерото. Интензивните врнежи што го зафатија Охридскиот регион во последните 10 дена значително го зголемија водостојот на Охридското езеро. Според најновите податоци од Управата за хидрометеоролошки работи, денеска нивото изнесува 693,40 метри надморска височина, што е 11 сантиметри над просекот за ноември, или 23 сантиметри над природната нулта кота и 30 сантиметри над биолошкиот минимум. Само пред 2 недели водостојот бил 10 сантиметри под просекот. Месец ноември, во рок од неколку дена, наврнати се над 120 литри на метар квадратен. Ова време во други години имало снег, имало врнежи од снег кои што останувале на планините и го прихранувале езерото и водотеците, меѓутоа сега со вакви нагли оттекувања се случуваат и други појави, односно појави на загадување на Охридското езеро, токму од тие нагли отекувања на реките кои што се влеваат во него. Позагрижувачко е намалувањето на водостојот на езерото, но и овие нагли зголемувања на нивото доведуваат до концентрација на хранливи материи, земјен седимент, но и отпад кој што го носат надојдените реки. Тоа значи многократно оптоварување на дел од езерскиот крајбрежен појас со органски материи, пред се со фосфор, со азот, со се она што реките го собираат со нив како земен нанос, меѓутоа од друга страна имаме и нанос, односно концентрација на отпад, органски и неоргански, кои што реките го собираат со нивниот водотек. Тука влијание имаат секако и сите оние жители што живеат во крајбрежните појаси на реките, кои што депонираат земјоделски отпад, депонираат шут и било што. Од една страна го нарушуваат хидролошкиот режим на реките со тоа што имаме поплавување, како што сме сведоци на реката Коселска и на реката Черава, и внес на големи количини на пластичен отпад, која што секако негативно ќе влие врз акватичниот езерски екосистем. Долгите сушни периоди кога нивото на езерото драматично се намалува за потоа пообилни врнежи тоа нагло да се зголеми, негативно влијае врз живиот свет во Охридското езеро. Негативно влијае врз организмите кои што живеат во крајбрежниот или литоралниот појас од езерото. Тоа се најчесто организми кои што се прикрепени за камења, за езерското дно и кои што не може многу да мигрираат, односно тука имаме голем број на ендемични организми кои би довело до загуба на нив. Тоа ќе влие исто така врз фитопланктонот, врз зоопланктонот, односно би се нарушил дел од синџирот на исхрана. Експертите по животна средина предупредуваат дека мора да се прилагодуваме на климатските промени, зашто поуспешно да се справуваме со последиците со наизменичните суши и поплави и грижата за водните ресурси мора да се подигне на многу повисоко ниво. Планинската спасителна служба од Охрид подготвено ќе ја дочека зимската сезона. Тимовите за спасување се добро опремени и подготвени за интервенции во било кој период од денот или ноќта. 90% од интервенциите на спасителите во зима се на излекување заглавени возила во снег на патниот правец Охрид-Ресен преку Галичица, кој е затворен за сообраќај и не се одржува во зимски услови. Од Планинската спасителна служба очекуваат дека оваа зима граѓаните ќе извлечат поуки од претходно и ќе се воздржат од користење на овој патен правец, со што драгоцените ресурси на службата ќе се користат за спасување човечки животи. Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид е подготвена за предстојната зимска сезона. Службата е комплетно оперативна со сите потребни ресурси да делува 24/7 на повик за помош. Летната сезона спасителите имаат 27 интервенции, што е сериозна бројка за нашиот регион. Благодарение на поддршката од локалната самоуправа која имаме во последните 3 години, комплетната оперативност е овозможени, сите ресурси ни се исправни и во функција постојано да може да делуваме. Ние сме единствена 24 часовна, односно служба која покрива 24/7 со својот регион каде што делуваме.
Од планинската спасителна служба очекуваат дека оваа зима граѓаните ќе извлечат поуки од минатото и ќе се воздржат од користење на патниот правец Охрид-Ресен преку Галичица, кој е затворен за сообраќај од ноември до 31 март за сите возила без исклучок. Поради несовесни возачи, просечно годишно спасителната служба има околу 25 до 30 интервенции на заглавени возила на овој потек, кој не се одржува во зимски услови. Секако стоиме на располагање, но мора да апелираме дека нашите интервенции ќе бидат насочени исклучиво на извлекување на луѓе кои што би можели да бидат загрозени нивните животи. Нивните возила и материјалниот имот нема да бидат предмет, бидејќи ние сме служба за спасување на човечки животи, а не за извлекување и транспорт на возила. Тоа е во висок степен на ризик по однос на нашата опрема, на нашите возила. И од тие причини ние постојано апелираме да не одат. Патниот правец е официјално затворен со времен режим на сообраќај, од местноста Корита нагоре е забранет сообраќајот. Во делот од патниот правец Охрид Светинаум до излетничкото место Корита, каде единствено е дозволен сообраќајот, граѓаните да се прилагодат на условите на патот и доколку не поседуваат соодветна опрема за управување со возила во услови на снег и мраз, воопшто да не го користат истиот, бидејќи најчесто не е безбеден за сообраќај. Од планинската спасителна служба воедно апелираат и до надлежните институции да се воспостави редовно одржување на овој патен правец, бидејќи очигледно граѓаните имаат потреба од него. Во понеделник 1 декември во оперативниот и тренинг центар на планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид, Министерството за локална самоуправа и делегација на Европската унија во Република Македонија ќе го промовираат започнувањето на два нови проекти финансирани во рамки на програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Албанија и потпишување на договорите за кофинансирање на новите проекти. Овие проекти промовираат одржлив регионален развој, заштита на животната средина и безбедност на заедницата, засилувајќи ја соработката во рамките на локалните заедници и преку границата. Тие исто така имаат за цел да ги зајакнат регионалните капацитети за одржлив развој на туризмот, да се прошират волонтерските капацитети, да се зголемат вештините и знаењата на волонтерите, но и да се набави дополнителна специјализирана опрема за спасување и во двете држави. Вкупната вредност на проектите надминува 1,6 милиони евра. И ти можеш да бидеш хероина, работилница за учество на жените во волонтерски противпожарни активности. Во пресрет на 5 декември, Светскиот ден на волонтерството, а во рамки на соработката на Црвен крст Охрид со операција Флориан од Манчестер, Англија, на 29 ноември, сабота, во просториите на Црвен крст Охрид, со почеток во 12 часот, ќе се реализира работилница со наслов «И ти можеш да бидеш хероина», на која ќе се потенцира можноста и важноста од учество на жените во волонтерски противпожарни активности. Активноста има за цел да придонесе за зајакнување на капацитетите на волонтерските противпожарни служби во Македонија преку идентификување, поттикнување и поддршка на жените за нивно активно учество како волонтерски пожарникари, а преку градење на родова еднаквост и социјална инклузија. Работилницата ќе ја водат реномирани професорки од Англија, а за работилницата ќе биде обезбедено превод на македонски јазик. Операција Флориан е основана 1995 година како хуманитарна доброволна организација на британските противпожарни и спасителни служби и работи на промоција на заштита на животот меѓу заедниците во потреби ширум светот. Работилница за локална мобилизација и форум за Западен Балкан во рамки на проектот Recircle Med. Општина Охрид во рамки на проектот Recircle Med, кој го имплементира преку европската програма Interreg Euromed, на 3 и 4 декември организира работилница за локална мобилизација и форум за Западен Балкан. Преку презентации и ко-креативни сесии ќе се прибираат информации и идеи кои директно ќе го обликуваат синиот акцијски план на Охрид за развој на кружен туризам. Потоа дискусијата ќе се прошири на регионално ниво, со анализа на заедничките приоритети и потенцијалот за меѓусебна соработка меѓу земјите од Западен Балкан. На форумот ќе се одржат две тематски панел дискусии, предизвици и бариери на Западен Балкан кон син и кружен туризам и можности за заеднички иницијативи и потенцијални финансирања, информираат од локалната самоуправа. Приведено лице од Струшко Франгово барано за кривично дело убиство во обид.
Кривична пријава против две лица од Охрид за кривично дело подкуп при избори и гласање. Следува полицискиот билтен. На 27 ноември 2025 година во 12 часот и 50 минути полициски службеници од ОБР Струга од слобода лишиле 27 годишно лице од струшкото село Франгово во врска со кривично дело убиство во обид сторено на 16 август оваа година во Струга. Со решение од Основниот суд во Струга нему му определена мерка притвор во траење од 30 дена, пошто е пренесен во казнено-поправната установа Затвор Охрид. СВР Охрид поднесе кривична пријава против двајца охриѓани на возраст од 50 и 44 години поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело подкуп при избори и гласање по член 162 од Кривичниот законник. На 19 октомври 2025 година, за време на локалните избори, двајцата се затекнати како со пари и список со лични податоци и адреси на живење на лица со право на глас од Охрид, се движеле од куќа во куќа и на евидентирани лица со избирачко право им нуделе и делеле парични средства со намера да придобијат, односно да го извршат избирачкото право во корист на кандидатот за градоначалник на една политичка партија, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен викенд.